Просторија полна со емоции, предизвикани од убавите и своји дечиња, беше Центарот за култура Антон Панов во саботата навечер. Манифестацијата Убави сме свој сме традиционално се одржува секоја година во чест на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост. Во организација на Сдруженијето за поддршка и помош на лица со Даунов синдром Вера. И оваа година, како и изминатите, се одржа модна ревија на која учество земаа 26 дечиња со попреченост од сите градови во Македонија и на сцената излегоа во придружба на личности од јавниот живот. Настанот беше поддржан и од општина Струмица. Светот никогаш не бил идеален. Па како резултат на тоа, сите деца немаат исти услови за да бидат безгрешни, сити и среќни. Човештвото треба да стори се, нештата да ги промени од корен, затоа што децата, како невини и чисти души, тоа го заслужуваат. Сепак, кај нас постојат луѓе кои праваат максимални напори да измамат убава детска насмевка и да им даруваат среќни мигови на сите деца. Доказ за тоа е и оваа манифестација. Таа прекрасна традиција продолжува на задоволство и гордост на сите струмичани, кои многу добро знаат дека убави сме свој сме е вистински пример за тоа каква треба да биде грижата и вниманието кон децата, без разлика на тоа колку се разликуваат едни од други. Всушност, суштински разлики нема и не смее да има. Или како што се вели на почетокот од песната која слушнавме, сите деца на светот се исти, весели, а во душа чисти. Родителите на некои од дечињата присутни на настанот јавно зборуваа за огромната важност на поддршката која им се нуди со вклучување во ваквите здруженија и земањето учество во манифестации од овој тип, со цел поголема инклузија на децата со здравствени проблеми, рушење на стереотипот за различности и негово прифаќање, како и полесно надминување на предизвиците преку меѓусебната дружба и взаимната поддршка помеѓу овие дечиња и нивните родители. Се викам Бранкица Јованова, мајка на Максим Јованов, кој има 8,5 години, оди во второ одделение во основното училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш. Овде сме секоја година присутни секоја година на оваа ревија, бидејќи овде сме своји на своето. Му благодарам на Бога што го има Максим во мојот живот, за мој доживотен другар. Сакам од срце да ви заблагодарам на сите што се овде присутни, затоа што за нас, родителите, а и за нашите деца, е многу важно да имаме поддршката на сите вас, односно на општеството. Ние сите сме еднакви пред Бога, а и кога ќе кажеме посебни потреби. Моето дете, освен љубов и внимание, нема друга никаква потреба. Општеството напредува, значи сите ние стануваме посвесни за овие деца или овие луѓе, да кажам, со ваков здравствен проблем, и тоа ме радува, но ние како родители никогаш нема да се откажеме од борбата за подобро утре и на овие деца и на идните генерации. Убавината не познава форми и секој е убав на свој начин. Со оваа мото дечињата со попречености по 7 пат заблескаа на сцената и нивната искрена радост уште еднаш не сплоти, потсетувајќи не за меѓусебното прифаќање, почитување и препознавање на различноста, како ништо што не прави единствени, убави и своји. Штом си среќен и штом сакаш да ја делиш среќата, штом си среќен повтори ти се поред.